Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Според планираната динамика се реализира програмата за уредување на градежното земјиште на локалната самоуправа на Кочани. На дел од улиците во населените места е завршено, а на други во тек се градежните работи за изградба и бетонирање на неколку пристапни улици. Со средства од општинскиот буџет, а според планираните активности од програмата за уредување на градежното земјиште, продолжува бетонирањето на неколку пристапни улици во Кочани. Според стручните служби од локалната самоуправа, во моментот се работи на уредување на дел од улицата Коста Рацин, на потегот што беше во лоша состојба и го отежнуваше движењето на пешаците и возилата. Изведувач на работите е градежната фирма Портланд од Струмица, која во наредниот период ќе проложи со бетонирање и на кракот меѓу улиците Гоце Делчев и Доктор Николич, кај зградата на ЕВН. Според најавите, ќе следува слично уредување и на крак од улицата Охридска и на Искра, како и во селата Градовци и Оризари. Во текот на изминатите месеци се работеше и на други улици во населените места, при што во Бели беше бетонирана улицата Ѓорги Бошков, која се спои со соседната и беа поставени банкини. Исто така беше бетонирана и пристапна улица во селото Нивичани со должина од 275 метри и широчина од 3 метри. За бетонирање улици и пристапни патеки во програмата за уредување на градежното земјиште за оваа година наменети се 3,5 милиони денари. Граѓанското здружение Еднакви за сите почна со реализација на проект со кој Кочани треба да добие 3 карактеристични и препознатливи символи, што би биле поставени на јавни простори во градот. Со своји идеи и предлози може да се вклучат сите заинтересирани граѓани до средината на идниот месец. Членовите на граѓанското здружение Еднакви за сите од Кочани објавија јавен повик за изработка на карактеристични и препознатливи символи на градот, што би биле поставени на неколку јавни простори. Со своји идеи и предлози може да учествуваат поединци и групи уметници, дизајнери, креативци, како и граѓани, студенти и ученици, а од пристигнатите предлог решенија ќе бидат избрани 3 најдобри. Здружението Еднакви за сите ги повикува сите заинтересирани граѓани да дадат свој предлог или иницијатива за символ кој ќе биде карактеристичен за нашиот град. Треба да избереме 3 символи кои ќе бидат поставени на 3 различни локации. Повикот за предлог идеи за изработка на символ на Кочани се однесува на сите поддржувачи на традицијата, обичаите и фолклорот, кои сакаат да дадат придонес градот да добие препознатлив уметнички белег, според кој граѓаните и посетителите полесно ќе го идентификуваат. Од избраните 3 предлози, потоа како скулптури и уметнички композиции ќе бидат поставени на јавни простори каде има најголема фреквенција од луѓе. Поголем број други градови во земјата и странство веќе имаат вакви символи што се наоѓаат на фотографии, рекламни материјали, веб страници или на ракотворби, сувенири и други изработки од локалната средина, поради што од здруженијето сметаат дека и Кочани заслужува да го добие. Предлозите за символ на градот во електронска или печатена форма треба да се достават до здруженијето Еднакви за сите до средината на ноември. Потоа, избраните идеи ќе бидат јавно представени, а на авторите ќе им бидат доделени признанија. Иницијативата е дел од проектот Урбани уметнички акции со традиционални вештини, што се реализира со финансиска поддршка од Министерството за култура за проектите од национален интерес за оваа година. Локалната самоуправа на Кочани излезе со писмено соопштение во врска со инцидентот што се случил меѓу родител на ученик и наставник, при што се информира дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. Истовремено се осудува настанот и се дава поддршка на иницијативите против насилството во образованието. Надлежните општински служби преземаат мерки за расчистување на инцидентот што се случи во основното училиште Раде Кратовче во Кочани, меѓу родител на ученик и наставник. Од локалната самоуправа на Кочани информираат дека се во тек со случувањата поврзани со немилиот настан, што се случил на 16 октомври, а во кој биле загрозени безбедноста и здравјето на наставник од оделенска настава. Како единица на локалната самоуправа со одредени надлежности во образованието, преку одделението за јавни дејности ги преземаме сите соодветни мерки. Во функција на целосното расветлување и постапување по случајот се одржуваат средби на стручните служби од полициската станица, Центарот за социјални работи, Државниот просветен инспекторат и други институции.
Остро реагираме против насилството во образованието, даваме целосна поддршка на сите надлежни во решавањето на случајот и повикуваме ваквите немили настани да не се повторат, се вели во писменото известување од општина Кочани. Инаку, родител на ученичка во 4-то одделение во Основното училиште Раде Кратовче, придружуван од уште 2 лица, упаднал за време на часовите и насилнички се однесувал кон наставникот. За настанот веднаш била известена полициската станица во Кочани, пошто полициска екипа дошла во училиштето и го повикала родителот на информативен разговор. В недела на 20 октомври компанијата Amphenol Technology Македонија ќе го одбележи својот 6-ти роден ден. Компанијата како општествено одговорна фирма по повод роденденот ќе донира клими за детското оделение во општата болница во Кочани. А роденденот со своја програма ќе биде одбележан и на споменикот на слободата. 6 години успешна работа и функционирање, во моментов со бројка од 1840 вработени. Со повеќе активности и донации, компанијата Amphenol Technology Македонија ќе го одбележи својот 6-ти роден ден. Како општествено одговорна компанија, ќе бидат донирани и клими за детското оделение во Кочанската болница. По повод 6-тиот роден ден на нашата фирма Amphenol Technology Македонија ќе имаме различни активности во наредните неколку дена. Прво сакам да напоменам дека е донесена одлука за учество во еколошкото движење Не биди ѓубре и со тоа наредната недела ќе го чистиме патот Кочани Брана градче како и дел од индустриската зона. Како општествено одговорна фирма ќе донираме клими за целото детско оделение при Општа болница Кочани и на овој начин ќе им помогнеме на сите дечиња кои ќе имаат потреба од престој на детското оделение. Забавата оваа година ќе биде организирана на еден поинаков начин и тоа со пикник за вработените кој ќе се одржи на 20 октомври ден недела од 12 до 17 часот на споменикот на слободата. За 6 години компанијата Amphenol Technology Македонија во Кочани стана еден од носечките стопански субјекти со најголем број вработени и постојан напредок и во поглед на финансиските резултати и во проширувањето на своите капацитети и производната програма. Брзиот развој за релативно краток период и овозможи да се брои меѓу најуспешните компании со странски предзнак во Македонија. Директорот Сашко Наков рече дека фирмата бележи значителни инвестиции, посебно последната година, со отпочнување со работа на нова 6-та деловна единица. Задоволство ми е да констатирам дека оваа година, веќе во октомври, прославуваме 6 години од постоењето на Amphenol Technology Македонија во Кочани. Мислам дека изминатите 6 години беа повеќе од успешни. Ја би се насврнал само многу кратко за почетоците 2013 октомври со една група од 15 луѓе, крајот на годината со 60-тина, а сега веќе 1840, така да мислам дека околу тоа веќе не е ништо ново. Нови се инвестициите кои што ги донесуваме, преку 20 милиони евра во овој период и посебно последната година меѓу 5-тиот и 6-тиот роден исто така значителни инвестиции, преку 4 милиони евра, нова зграда, 3000 квадрати која што веќе е ставена во функција и најважно е нова 6-та бизнес юнит, деловна единица, до сега беа 5, значи почна со работа на 1 октомври оваа година, така да мислам дека на сите полиња имаме добар раст. Значително е и важно е тоа што почнуваме и нови функции, покрај тоа што почнавме во изминатиот период, изминатата година со двајца инженери за дизајн на производи, сега почнуваме со проект менеджмент, односно функциите кои се врзани со проект менеджмент и директна комуникација со купувачите, ја префрламе полека во Кочани, така да мислам дека чекор по чекор и со се по софистицирана опрема која што ја добиваме во последниот период, мислам дека го постигнуваме тоа што го посакуваме. И јас се надам дека и во идната година ќе го задржиме тој тренд. Имаме планови за зголемување на капацитетите и зголемување на активностите, секако дека тоа ќе донесе сигурно некои нови околу 300 вработување во наредниот период, така да вкупно се надам дека ќе дојдеме до некоја бројка меѓу 2200 и 2300 за наредниот роден ден. Според Наков, постигнатите досегашни резултати покажуваат дека плановите за проширување се успешно реализирани досега, а се очекува и во иднина бројот на вработени да се зголемува и да се проширува производната програма во однос на нова зграда, нова софистицирана опрема, нови инвестиции, поради што очекуваат уште една успешна година.
Се работи и во делот на грижата за вработените со зголемени примања, подобрени услови за работа, но и донации за детското оделение и други донации, односно покрај финансискиот, работат и на социјалниот аспект, со што се трудат и Кочани и граѓаните да имаат бенефит од постоењето на амфенол. Македонија се наоѓа на последно место од земјите по употреба на медот и пчелните производи. Преку саеми и манифестации, пчеларите ја подигнуваат свеста кај граѓаните за поголема употреба на дарот од Бога. Започнаа деновите на мед во Кочани. Паралелно со одржување на панагюрот во Кочани, секоја година се организира и манифестацијата Денови на медот. Саемот на мед кој што има за цел да го промовира медот и пчелните производи и годинава се одржува под мотото "Користи го медот како храна, а не како лек". Излагачи на мед и пчелни производи има од Кочани, Виница, Берово, Пробиште, Прилеп, Битола, Куманово, Тетово и Скопје. Годинава посветуваат внимание на едукацијата на граѓаните, каков е вистинскиот мед, а како да го препознаат фалсификуваниот. И додаваат дека инспекциите повеќе треба да поработат на откривање на фалсификуваниот мед, кој од друга страна представува нелојална конкуренција на пчеларите. За оваа година во однос на приносите на мед, пчеларите може да се пофалат во однос на изминатите години. Оваа година во однос на миналата година сме задоволни, иако почетокот на пашната сезона малку забринуваше, меѓутоа потоа се поволеше и времето и све, така да оваа година сме доста задоволни од пчеларство. Па негде принос просек има околу 18 кг по кошница, така да миналата година беше околу 10 кг, така да сме задоволни. Ипак добра година може да кажеме. Мада кога би било повеќе би биле уште позадоволни, нормално. Оваа година наводно ние се информираме од Сдруженијето, ни информираме дека минимална цена 350, а секој може да го продава над 350 денари. Така да рецимо во Куманово е моментално уназад 2 години цена на медот се движи 400 денари. Пролетта не беше добра, меѓутоа подоцна, значи извади по 10 кила, да речеме, мед од семејство, што е пуна капа, што викат старите. Така да јас сум благодарен со малку работа, со малку труд. Нели не беа толку посетувани пчелите како од други години, али сепак кај мене беше родна година. На годинешниот саем на мед има и пчелари кои што произведуваат органски мед, односно практикуваат органско пчеларење, но и такви што продаваат пчеларска опрема. Велат младите се интересираат за пчеларење. На задоволство, у нас за 2 години во Куманово имаме добар прилив на млади пчелари, така да во земјоделско училиште дури имаме предмет за пчеларство и има децата, ученици со професорот организирано пчеларник, каде се обучуваат и што е на задоволство на нас пчеларите, што имаме помлади пчелари, тоа е по не во смисла на продажба на опрема, значи ќе имаме поголем број на пчелари. Манифестацијата ќе продолжи и за време на викендов. Со ваквите саеми се подига свеста кај граѓаните за конзумирање на мед и пчелните производи, бидејќи Македонија се наоѓа на последно место од земјите по употребата на медот. Општинската организација на Црвен крст Кочани со своји активности се вклучи во кампањата за одбележување на Денот на глад. Освен тоа, со низа активности беше одбележан и 18 октомври, Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе. И активистите и волонтерите на Црвениот крст Кочани се вклучија во одбележувањето на Денот на гладта. На неколку локации низ градот собираа парични средства преку продажба на вредносни бонови. Се спроведува и акција за обезбедување храна за деца од социјално загрозените семејства. Црвениот крст и оваа година се вклучува во глобалните акции за борба против Денот на гладта. За таа цел секоја година од 16 до 22 октомври ја спроведуваме неделата на борба против гладта во Црвениот крст со кампањата Помислете на нас. Општинската организација на Црвен крст Кочани се вклучува во оваа кампања и спроведуваме активности на општинско локално ниво. Значи еден дел од активностите кои ги спроведуваме е собирање на парични средства преку продажба на вредносни бонови. Имаме волонтери кои се на терен, така што ги повикуваме граѓаните кои може да донираат и со
помош од 20 денари, значи може да помогнат во оваа наша активност. Вредносниот бон е 20 денари, а исто така значи планирани се и акции со училиштата и со градинките во акција во дел на обезбедување на храна кои ќе биде за деца кои доаѓаат од социјално ранливи семејства. Црвениот крст со своји активности се вклучува и во одбележувањето на 18 октомври, Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе. За таа цел спроведуваме врсничка едукација која е планирана да се спроведе денеска со учениците од прва година во Средното општинско училиште Љупчо Сантов во Кочани. Трговијата со луѓе претставува најтешка форма на нарушување на човековите права и се споменува како модерно робство на денешницата. Можам да кажам дека младите се ранлива група и сметаме дека најдобро оружје за овој проблем е добрата информираност. Затоа што сепак Македонија представува земја на дестинација и земја на потекло и се со таа цел спроведуваме ваква врсничка едукација каде што ги таргетираме младите се со цел да донесуваат поинформирани одлуки. Според Државниот завод за статистика, во Македонија имаат проблем да обезбедат храна околу 450.000 луѓе и во просек имаат по 1 оброк дневно. Од друга страна, годишно во Македонија се фрлаат околу 12.000 тони вишо храна, што представува за околу 26.000 граѓани да имаат по 3 оброка дневно. Со намалувањето на количеството отпад од храна и дистрибуцијата на вишокот храна на луѓето на кои што им е потребна, Македонија може да го намали проблемот со гладот и сиромаштијата. Следуваат информациите од спортот. Во организација на Сојузот на училишни спортови започнаа надпреварите по сите спортови. Се одиграа првите надпревари во кошарка во машка конкуренција за основни училишта. Започнаа надпреварите во кошарка што се одигруваат во организација на Сојузот на училишни спортови. Во спортската сала на основното училиште Свети Кирил и Методи се одиграа два надпревари, во кои се надпреваруваа екипите од основното училиште Свети Кирил и Методи, Никола Карев, Крсте Петков Мисирков и Малина Попиванова. Во организација на Сојузот на училишен спорт, како и секоја учебна година, почнаа турнирите по сите спортови. Денеска се одиграа првите надпревари во машка конкуренција за основни училишта кошарка. Беа присутни 4 екипи, каде што се по ждрепка се играат две утакмици, победниците на 29 ги играат финалните надпревари, исто како и на 16 каде што се одигра во женска конкуренција. Оваа година Сојузот на училишен спорт, односно Федерацијата на училишен спорт, малку го скрати календарот, бидејќи минатата година беше многу напорно и учениците на тие надпревари не можеа да стигнат за да учествуваат покрај редовните училишни обврски. Кошаркарите од основното училиште Свети Кирил и Методи ја победија екипата од основното училиште Никола Карев со резултатот 50-26. А во однос на вториот надпревар помеѓу екипите на Крсте Петков Мисирков и Малина Попиванова, подобри беа кошаркарите од Малина Попиванова, кои победија со резултат 42-22. Победниците од машка и женска конкуренција на 29 октомври ги играат финалните надпревари. Викендов ќе се играат редовните кола од првенствата во втората фудбалска лига Исток и во првата лига во женска конкуренција. Осогово ќе биде домаќин на Каменица Саса, а женскиот фудбалски клуб Кочани ќе ги гостува на Шкендија. Во деновите од викендот продолжува првенството во втората фудбалска лига Исток, во кое ќе се игра деветото коло. Екипата на Осогово на домашен терен ќе ја пречека Каменица Саса, екипа која слично на нашиот второлигаш во есенската сезона не се прослави кој знае колку и мака мачи да се извлече од долниот дел на табелата. Жолто-сините пак по 7 порази и единствената победа во досегашниот дел од првенството се надеваат дека конечно токму против рударите ќе извлечат поволен резултат и ќе прокнижат нови 3 бода. Иако на хартија тоа изгледа лесно, сепак на теренот ќе треба повеќе од желба и надежи за да се направи подвиг и да се постигне победа. Ако успеат во намерата, фудбалерите на Осогово ќе се помрднат од дното на табелата на кое се приковани уште од почетокот на второлигашкото надпреварување. Надпреварот со Каменица Саса се игра в недела на Никола Мантов со почеток од 14 часот и 30 минути.
Продолжува и првенството во првата фудбалска лига во женска конкуренција. Во рамки на 6-тото коло, ЖФК Кочани ќе гостува во Тетово против тимот на Шкендија. За разлика од нашата екипа која е предпоследна, тетовчанки во моментот се на 5-та позиција и повеќе од очекувано е дека нема да дозволат изненадувања. По минатонеделниот пораз во Куманово од Речица, нашите девојчиња немаат големи надежи за успех, поради што и нерешен резултат би бил повеќе од добар подвиг. Средбата со Шкендија ќе се игра в недела со почеток од 11 часот. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.